Здраво, добре дојдовте на уште едно видео за радикалното будење. Бидејќи ова видео денешно ќе биде последно видео за 2022 година, се одлучив на една интересна тема, која што ќе биде една општа тема, насловена што се подразбира под исправно разбирање, затоа што сметам дека ова нешто е многу битно за во наредните 365 дена, каде што, значи, преку оваа тема ќе можеме да разбереме барем нешто кое што ќе не донесе поблиску до нашите вистински цели, значи да можеме барем да се запознаеме до некаде кои се нашите вистински цели, или пак доколку ги знаеме, полесно да можеме да ги оствариме. Пред се, прво нешто, секој од нас, значи, како исправно разбирање за животот или за нештата, секогаш ние тргнуваме спрема нашите концепти кои што ги имаме во своите глави, спрема нашите погледи кои што ги имаме за светот, за животот и така натаму, кои што сме ги изградиле пред се од нашите собствени очекувања во врска со тоа. Меѓутоа, тие наши очекувања се првата пречка кои што не ни дозволуваат за да можеме да ги видиме кои се и како функционираат, значи какви се во својата суштина нештата во нашиот живот, за да имаме едно потемелно, поисправно разбирање за нив. Исправното разбирање вклучува пред се прво да можеме да ги видиме работите од нивната целокупност, значи од сите аспекти добро да можеме да ги разбереме. И исто така да разбереме дека работите во животот се одменлива природа, како што, например, голем број на емоционални состојби, исто така и мислите. Значи, тие се одменлива природа, не остануваат, не се постојани, во еден момент ги има, па во друг момент ги нема, се повторно да се појават во трет момент и така натам. Многу е битно исто така исправното разбирање вклучува и наше наблюдување или наша обсервација на нештата кои што се поструктурирани, кои што се позначајни, посодржајни, за да можеме, значи, да дојдеме до тоа исправно позитивно разбирање и да правиме разлика во однос на она што е навистина површно и кое што не носи до такво разбирање на нештата. Значи, во зависност од тоа колку е длабока и колку е широка нашата основа за разбирање на нештата, такви мисли ќе почнат да се раѓаат во нашата глава. Значи, исправното разбирање за нештата во животот има три елементи. Тоа се мислите, зборовите и акциите, кои што водат во насока на остварување на целите. Сега, значи, кога зборуваме за мислите, значи, рековме дека исправното разбирање за нештата, за животот, подразбира да имаме исправни мисли. Што значи да имаме исправни мисли? Тоа прво би значело, значи општо зборувам сега, подразбира колкава е отсуството на негативни зборови во негативни мисли во нашата глава. И кој е начинот на кој што ние ги превенираме тие лоши мисли да не доаѓаат во нашата глава. Односно, како ние да го сопреме семето на лошите мисли да почне да се раѓа во нашите глави, значи на такви деструктивни мисли, неубави мисли. И всушност, кој е првиот момент кога ќе забележаме дека всушност ние почнуваме да создаваме се повеќе позитивни мисли, исправни мисли во нашата глава. Тој ќе биде моментот кога, значи, секогаш кога ќе погледнеме друго живо суштество или кога гледаме на нештата, во тој момент да видиме всушност дека во нашата глава не дозволуваме да доаѓаат лоши мисли. Значи, не дозволуваме во нашата глава да се креираат лоши, деструктивни мисли. Истото е и со зборовите. Значи, ако имаме исправни мисли, како резултат на тоа, значи, ние ќе креираме и исправни зборови, значи, позитивни зборови.
Затоа е многу битно, значи, да внимаваме што излегува од нашата уста. Колку често зборуваме и употребуваме лоши зборови. Зошто го правиме тоа? Да се фатиме во моментите, значи, да видиме што е она што не носи да употребуваме лоши зборови. Или колку често оговараме други луѓе. Оговарањето всушност представува една негативна комуникација. Значи, кога станува збор за исправното зборување, тука вклучува и комуникација која што не подразбира само да се грижиме за начинот на кој што зборуваме, туку подразбира и тоа, значи, да можеме да обрнеме внимание и на вистинското време кога треба да ги кажеме тие исправни зборови. Во смисла на тоа, например, ако имаме личност која што пред нас е екстремно емоционална, реактивна, во дадениот момент ние колку да сакаме, значи, да му ја дадеме вистината и исправното наше размислување, тоа сигурно дека во таквиот момент нема да ги даде посакуваните резултати, затоа што личноста секогаш која е реактивна нема да може да не е во состојба да може да го разбере тоа нешто и можеме да направиме да се создаде во таа смисла, значи, една обратна комуникација, уште поголема реактивност да се влезе во тој момент, или пак во состојба би можеле да дојдеме во која што, значи, едноставно да ја повредиме другата личност. Значи, исправното разбирање подразбира да имаме една исправна комуникација во исправни околности. Затоа и во наредната година, значи, би било добро секојдневно ние да практикуваме едно позитивно размислување, затоа што тоа ќе влијае и на начинот на кој што самите ќе, значи, повеќе ќе размислуваме за тоа и како, значи, тоа позитивно размислување почнува да влијае врз мене, какви мисли, значи, ќе почнат да раѓа тоа позитивно размислување, затоа што колку повеќе ни доаѓаат позитивни мисли, тие раѓаат уште попозитивни мисли. И на тој начин, значи, се учиме самите да почнеме да негуваме се повеќе и повеќе таков тип на мисли и таков тип на зборови да излегуваат од нашата уста и да имаме и таква начин на комуникација со другите луѓе. Со тоа и, значи, енергијата помеѓу нас и помеѓу другите луѓе и енергијата која што ќе носиме во себе, полека и постепено ќе се претвора во една позитивна енергија. Исто така, во исправното разбирање, кога станува збор за начинот на комуникација, треба да знаеме дека не е само битно ние да знаеме со какви зборови комуницираме со другите луѓе, туку многу битно е да знаеме и како другата личност ги разбира нашите зборови, значи на кој начин ние комуницираме со нив за да можат тие најдобро нас да не разберат, значи со цел да не создаваме недоразбирања помеѓу нас, со цел да нема недоречености помеѓу нас. И на тој начин ние стануваме, значи, преку правилниот начин на комуникација, исправниот начин на комуникација со другите луѓе, ние всушност доаѓаме до една поголема свесност за она што сакаме да го искомуницираме и за тоа дека правилната комуникација, исправната комуникација се базира врз основниот етички кодекс, да има, значи, таква етичка содржина која што подразбира да не ги повредуваме другите со нашите мисли, со нашите зборови, со нашите дела. Значи, наредно сега што ќе зборуваме е исправното делување или исправните акции. Значи, кога имаме исправни зборови, исправни мисли, исправни зборови, значи ќе следуваат и исправните акции.
многу е битно, значи во наредните 365 дена да го ставиме што повеќе фокусот на она, значи што како акција ќе го преземаме во секојдневниот живот. Зошто? Затоа што пред се ќе бидеме соочени со голем број на условености во текот на таа година, значи во секојдневието, кои што всушност ќе имаат големо влијание врз начинот на кој што ги преземаме активностите во нашиот живот, врз основа на нашите навики на дневно ниво, врз основа, значи ќе имаат големо влијание врз активностите кои што ќе ги имаме и со другите луѓе и кои што на некој начин и ќе го формулираат и нашиот начин на живење. Значи тие ќе преку тоа, значи ние ќе создаваме и одреден ќе го креираат и нашиот начин на живење. Што значи тоа? Тоа значи дека како гледаме ние на нештата, значи колку имаме еден поисправен пристап кон животот, кон нештата, толку ќе можеме и да ги во вистинскиот момент да ги искористиме вистинските можности во насока на превземање на соодветни акции, исправни акции за остварување на своите цели и при тоа да во сето тоа значи да не им наштетуваме на другите. Меѓутоа многу често се случува да имаме исправни мисли, да имаме исправни зборови, но токму заради негативностите во околината, кои што често пати знаат да имаат толкава моќност, што тие да се прелеат, да се слеат, значи во едни негативни действија, кои што ќе можат да направат штета во значи по основ на другите. И така да се, значи, да се најдеме во многу непријатна состојба, и заради тоа, значи, е многу битно во нашиот живот ние да имаме исправно разбирање за нештата, со цел да не бидеме доведени во такви ситуации, значи да се посветуваме, е многу битно на патот на исправното разбирање. Исправното разбирање има два карактеристики кои што се битни да ги спомнам. Прво, тоа е напорот, значи исправниот напор кој што треба да го вложиме. Што се подразбира под исправен напор? Тоа е, значи, потребната количина на напор кој што ние треба да го вложиме за да можеме да дојдеме до, значи, целта која што сакаме да ја постигнеме, која што треба да ја вложиме во активностите кои што треба да ги превземеме. Меѓутоа, често пати, поради тоа што кога одиме по нашите цели, често на тој пат наидуваме на големи пречки и наместо тој напор да биде природен напор, да дојде со лесно, се случува да мора да вложиме многу поголем напор од колку што е потребно и поради тоа треба да бидеме многу внимателни и многу трпеливи во исполнување на нашите цели. И втора карактеристика е исправната концентрација. Значи, која е исправната концентрација? Таа е количество на потребната концентрација која што е потребно за нас да не фокусира во насока на нашата намера, во насока на да ја фокусира и нашата енергија која што ќе биде насочена во добробит на патот на остварување на нашата цел преку нашето исправно разбирање за животот, прво на дневно ниво, а потоа на пошироко ниво. Меѓутоа, овде треба да сватиме дека количеството на напор и количеството на концентрација која што треба да се вложи е различно за секој човек, затоа што ние сите, значи, на патот на
на патот, кога одиме по патот на исправното разбирање, сите се наоѓаме на различно место. За оние кои што се наоѓаат на почетокот, на тој пат се разбира дека мора да вложат многу поголем напор, многу поголема концентрација, за разлика од тие кои што веќе се подлабоко навлезени на тој пат на исправно разбирање на нештата во животот. Значи, потребно е прилагодување на напорот и на концентрацијата која што е потребна, за да можеме ние да тргнеме по тој пат на позитивно, на исправно разбирање на нештата, и истовремено тоа го правиме за пред се да знаеме и да не мислиме дека светот постои заради нас, туку ние постоиме заради светот, затоа што ако продолжиме со таквото разбирање, ние пропуштаме многу од вистината за суштината на животот. Значи, што е најбитно да разбереме? Најбитно е да разбереме кога тргаме по патот на исправното разбирање на нештата, дека мора да функционираме и да живееме во согласност со етичкиот кодекс, кој што вели дека едноставно не сакам на никого да му наштетам, преку начинот на моите мисли, преку начинот на она што го зборувам, преку моите зборови, преку моите дејства, преку моите акции во секојдневниот живот, со цел да не се оставам понатамошни страдања и понатамошни болки на другите. Значи, тоа е основната цел на исправното разбирање за животот и за нештата. На крај, да ви се заблагодарам на сите кои што досега ме следевте, на многу луѓе кои што со тоа што ми обрнувате внимание, значи ми ставате лајкови, кои што ми давате поддршка за сето она што го правам. Исто така и за многу луѓе кои што ме охрабруваа и му помага на овој пат. Во ова година на овие работи кои што успеав мали работи, да ги постигнам. И на крајот да ви се да ви ја честитам новата 2023 година и да ви посакам пред се здравје и да ги остварите сите ваши цели кои што сте си ги одредиле, кои што сте си ги назначиле во оваа година, со многу бериќет, со многу успех и со многу благодет. Се гледаме во наредната година. Пријатно!